проституција, што кажа како податок противничко од ВМРО на говор во собранието, ме подсети на нешто, ми се виде позната оваа приказна, нели, за користење на девојчиња од домови без родители во проституција и во други работи. И ми текне дека ја имам пишувано на оваа тема далечната 2019 година во мојот роман Жена вредна злато. Внимавајте што сум напишал, тука има и други делови што се многу интересни, но да не ве тупам. Видете, оваа главниот лик и кажува на оваа Меланија од една невладина организација во Скопје. Меланија се вика. И кажува вака, вика, тој типот што купувал деца на органи, што си го одбранила на суд, уште го прави тоа? Мислам да, само сега е повнимателен, предпоставувам. А како вика, какви деца, вика, беа тоа? Па вика, деца, тинејџери, здрави, прави, без мајка и татко, никој што не ги бара. И вика, ми даваше, вика, одреден надомест, но вика, малце подоцна, вика, ми зголеми, вика, примање која сватив дека сепак работам за кикирики и каков бизнис огромен е тоа. И се ова ја прашува, и вика, кажи ми, вика, податоциве за децава, како ги дознаваш? Ти си во невладина од друг формат. И сега оваа Меланија и вика, министерката за социјала е мој човек од невладин сектор, многу сме блиски. По мој наговор вработи многу луѓе од разни невладини во овие центриве за социјала. Не е проблем да пристапам до тие податоци. Кога ќе снема некое дете, го бришеме од систем, како и да не постоело. Можеш да стапиш во контакт со тој типот, да му кажеш за мене. Преку невладинава што ја раководам, преку познанствата што ги имам добра репутација секаде во регионов, Софија, Тирана, Приштина, Белград, Сараево. Ми веруваат. Дури не ми е проблем тие деца да ги пренесам преку граница до Косово, до Албанија, до Босна, до Србија, каде сакаат. Без проблеми би ги поминала тие граници, никој нема да ме проверува. Дури ако го шверцувам детето, затоа што одам под капата на невладината која ја водам. Не ме прашувајте од каде и кој ме иницирал идејата во Жена вредна злато книгата да го пишувам ова. Нормално тука е малце поопширно целото опишано и многу други работи. Иначе одма да ви кажам, не ме прашувајте, значи било кој од моите книги одамна нема во продажба, значи не се не обидувате да најдете книгава во книжари. Здравје Божјо наредниот период, ако соберам сили и така натаму, ќе ги издадам сите мои дела до сега, сите мои 8 книги, во 2 книги собрани како Библија онака дебели, колку да останат како еден вид сведоштво дека некој нешто гледал, пишувал во првите декади од 21. век. Не е битно. Она што го кажа пратеничката од ВМРО, мислам. Значи, не дека се поклопува со изреката каде има чат, таму има и оган, него вамо има многу поише од чат. И обвинителството би требало на вистина таа работа, ама не само декларативна, сега некој кажал од парламент, видете што се прави, и тоа да се забореи за 2-3 дена. Фейсбук приказна. 2-3 дена постои, ја снимува. Значи овде, сериозно, сегашната власт мора да се зафати со сериозни длабоки резови. Не само во поблисково, ептен блисково минато, него малци и подалечното минато. Да се истражува, да се отворат истраги. Има луѓе сведоци и за оваа работа пратеничката што ја кажа, што јас сум ја пишал уште 2019 година во книгава. Дошле некои информации до мене, некои работи може сум забележал и така натаму, не видно.
и длабоко да се истражат некои работи. Да се откријат некои тајни кои што фрлаат, како да ви кажам, погрешна слика за нас и за наше општество. Да се отвори Пандорината кутија, да се види се што се правело, да се соочиме со нашите собствени демони, како поединци и како заедница. Има многу луѓе кои што поминале, особено додека биле деца, поминале низ страшен пекол. Некои може би не се ни живи веќе. Затоа, не случајно оваа книга Жена вредна злато, мојот главен лик Кира, што сум ја крстил по ќерка ми, нели главниот лик, по најмалата ќерка. Затоа она е по професија, уствари она од мала е подготвувана, нема појма, тоа е сюжетот на приказната. Но еден ден станува член на една наша македонска, многу тајна организација. Над сите тајни организации што постојат во Македонија, значи ова е како еден вид на фриленсер, слободен стрелец организација, у која членуваат луѓе кои кога сватиле дека државата е невозможна да се справи со канцерот, кој што го нагризува општеството, кој многу длабоко влезен во сите пори, решават токму да регрутира такви деца, како Кира, како некои други, кои што ќе го чистат општеството од шлямата. Без разлика што оваа книга е напишана на еден комичен филтер, мојот мотив да ја напишам било токму тоа. Да не дојдеме до позиција некогаш во иднина да ни требаат вакви луѓе, вакви супер тајни организации кои што ќе го чистат општеството наместо тоа на време да го направи, да се го направи самата држава преку законот и она што го предвидува законот како казни. Немојте да мислите само за Скопје, за Македонија, дека сме некое, како да ви кажам, супер традиционално општество во кој што луѓето со демони се реткост. Да, ние сме традиционални декларативно и по она што сме, нели, што се кажуваме дека сме, но овде под таа површина има многу лајна се кријат. Многу лајна. И колку побрзо како држава го отвориме тој расипан зап и почнеме да го чистиме, толку побрзо ќе застанеме на нозе. Мора да се соочиме со сите демони кои што се родија, кои што се котеа изминативе 30 години, кои што дури не сме ни свесни во која се насока им тргнал умот и какви се недела се правени кон поединци, кон поголеми групи, категории, возрастни деца, меца и така натаму и така натаму. Па ќе ве подсетам. Имаме ние подлога за ова што го збореше господјата, мислам господја дека е пратеничка од ВМРО. Не е дека сме без подлога. Една од најгледаните серии кон крајот на 80-тите години, не тоа го знаат луѓе од мојата и постара генерација, беше Трст вија Скопје. Серија на телевизија Скопје во тоа време. Денешна македонска телевизија. Небитно. Најгледаната беше во бивша Југославија, игра македонски глумци строго. За македонска продукција беше. Приказната беше за ланецот
криминалниот ланец за киднапирање и продавање на деца во Италија конкретно од Шутка, од нашата населба, скопската населба Шуто Ризари, значи продавање на деца на криминалци или нивно киднапирање за да ги носат во Италија да се вежбаат, да се обучуваат да бидат криминалци, не знам што таму. И оваа приказна не беше некој што ја измислил од своја глава, беше точна. Точно е дека нашата полиција у тоа време се занимаваше со пронаоѓање како се вика, осуетување, прекинување на тој синџир на опасен криминал во кој што беа вклучени деца. И ако мислите дека пратеничката на ВМРО, тоа што го кажуваше во собрание, е измислица, популистичка финта, да се оцрна тие претходно што беа на власт или не знам кој. Затоа ви ја кажувам приказната за овој случај, да знаете дека не е случај. Значи, ние во Македонија во изминативе 40 години и така натаму, и повеќе сме имале многу за овие заебани случаи кои што се до ден денес до крај не биле разрешени, како што ни овој Трзвија Скопје што е случајов не е разрешен никогаш до крај. Никогаш. Тогаш се вратени, не знам од колку украдени, киднапирани или продадени деца се вратени, многу малце се најдени и се вратени назад да се ресоциализираат тука. Ниту па до крај откриен синџирот кој стоел све до највисоките овие ешалони на тој синџир кој што давал наредби, кој што ова, кој што ова, кој што ова. Така што може чук на часот сите овие работи да се тргне, да се расчистува и со синџирите за дистрибуција, пренос на тешки дроги и така натаму и така натаму. Тоа е опасна војна, таму има опасни ликови, опасни луѓе, но државата, за да покаже дека е држава, треба да се соочи со овие нејзини демони, кои што секогаш ќе работат против неа, се додека се живи овие демони дека постојат, главата на државата ќе биде во нивната торба. Или кога тогаш ќе ја стават во нивната торба, како сакате. Ете толку. Ништо не е случајно. Со тој говор ми се потврди колку јас во 2019 година со некои работи кои што стигнале до мене тогаш во тоа време, толку ме извадиле од такт, да сум решил да ги ставам како дел од една приказна, од една фикција наречена, нели, роман, како што е Жена вредна злато. Толку сакав да кажам уште нешто, но може би е доволно ја свативте сите пораката.